Здраво, драги првачиња! Јас сум наставник Нада Цуцулова од Основното училиште Коле Неделковски. На денешниот час по математика ќе учиме за подредување на броеви до најмалку 10. Цели. Брои до 10 нанапред и наназад. Брои предмети до 20 и ги поврзува со соодветен број. Чита и почнува да ги запишува броевите до 20. Очекувани резултати. Сите бројат до 10. Повеќето бројат предмети до 20. Ја препознаваат цифрата до 20. Некои можат да бројат и запишуваат броеви од 1 до 20. Сега сите заедно да се обидеме да броиме до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ги броиме и наназад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и доаѓаме до 0. Можеме да забележиме дека колку е бројот подалеку од 0, толку е поголем. Колку е бројот поблиску до 0, толку е помал. Сега на бројната оска ќе видите дека колку е бројот поблиску до 0, толку е помал, а колку е подалеку, толку е поголем. Ајде да изброиме колку елементи има секое множество. Дали има 6 моркови, 4 моркови или 5? Колку јаболки има на сликата? 5 јаболки, 6 или 7 јаболки? Колку парчиња пица има на сликата? Дали се 7 парчиња, 5 парчиња или 9 парчиња пица? Колку мафини има на сликата? 2, 1 мафин или 3? Дознавме дека моркови има 5, јаболки 6, парчиња пица 7 и мафини 2. Ајде да ги подредиме по големина од најмало до најголемо множество. Најмало множество, гледате, се мафините. Тие се 2, морковите 5, јаболки 6 и парчиња пица 7. Сега запиши ги броевите кои недостасуваат. Помогни му на зајачето да стигне до дрвото. Зајачето први ќе појде од бројот 1, а понатака треба вие самите да ги напишете сите броеви кои недостасуваат за да зајачето стигне до дрвото. Напиши ги броевите што недостасуваат. Почнете од бројот 1 и запишете ги броевите што недостасуваат до бројот 10. Ајде сега да се обидеме да ги подредиме броевите од 1 до 10 и од 10 до 1.
Како што гледате на сликата имате вовчини. Започнете од вагонот број 1 и потоа подредувајте ги броевите од 1 до 10 и од 10 до 1. Сега отворете го учебникот по математика трет дел на страна 18. Како што гледате, треба да извршите подредување, само овде не се броеви, овде треба да подредите луѓе. Запиши го местото на секој во редицата. Имате за пример покажано дека бројот 1 стои кај што е ликот на детето, кое што е и прво во редицата, а понатака запишете го местото на секој во редицата на соодветното место во учебникот. Ви благодарам на вниманието.